Добро вечер со Кот. Оштетени, измамени, изнервирани. Вакви се најчесто потрошувачите кај нас. Во последно време, најмногу нервоза има кај оние кои добиле енормно високи сметки, а не се задоволни од услугата. Затоа Кот испитуваше, ги штите ли некој во Македонија потрошувачките права? Ненормално високи сметки за вода како да полнеле езера или акумулации. Вакви беа сметките што ни ги покажаа соговорниците на Кот и се пожалија дека водовод пресметува премногу. Не беа единствените за жал, а имавме и такви кои ги поминале сите институции, се повикувале на законот, но не можеле да докажат дека се во право кога за наечијата не сакал да ги услужи. На нашиот репортер Мирјана Мирчевска и ги раскажаа своите судбини. Илир Ивановски, Дејан Младеновски и Лирим Дулови не ни помислиле дека ќе бидат главни ликови во трилер филм. Тие секој ден се прашуваат дали ќе заврши со убав крај нивниот проблем. Лирим и Илир имаат иста мака. За непол месец добиле сметки за вода од околу 40.000 денари. Нивните 4-члени семејства потрошиле вода од рекордни 1300 кубика вода за непол месец. Немаме базен, немаме ни перална, немаме ни езеро, ни ништо. Ова 1300 кубика луѓе, комшија мои, немат потрошено за цели 10 години толку. Не знам што да правиме дома, не знам колку вода да трошиме, колку перални да перат, колку чешми да работат, колку пати дневно да се тушираш. Значи, таа количина е невозможно. Па тоа е, не знам, не може да потроши, не знам, може би некоја скопска пивара таа количина не може да потроши. Зачудени од огромните сметки, овие потрошувачи се прашуваат како е можно водовод да измери волкаво количество потрошена вода. Вообичаено трошам 15-20 кубика месечно во денари, 1500-1300. Од јавното предпријатие Водовод и канализација тврдат дека мора да има проблем или до водомерот или саатот за потрошена вода. Не бил навреме прочитан. Може да имале дефект на инсталацијата, бидејќи јавното предпријатие одржува мрежата до водомерот. Тоа е една работа. Втората работа било да би можело да биде да не биле прочитани водомерите по долг период. Не проверија каков дефект, нема дефект. Ова количина да истекува негде, тоа ќе се поплави цел бутел. 1300 кубика се во прашање. Каков дефект може да биде тоа да не се примети? Нема дојдено ништо, значи да утврди, да види што се работи. Инаку е точно дека тој дел од градот има висок притисок, што е пак по нивна вина. Они не смеат да дозволат, значи во водомер да оди поголем притисок од 10 бари. За директорот, овие сметки не треба да се платат, се додека не се утврди причината, но Лирим и Илир биле шокирани од кога вработената им соопштила дека тоа мора да се плати до рокот. Дулови по пошта добил писмо од Водовод дека мора да ја плати целата сума, со образложение дека успеал да потроши 1300 кубика вода за еден месец. Не мора да ја платат однапред сметката. Значи, може да дојде да си пријават дека имаат спорна сметка. Ние, како јавно предпријатие, имаме комисија за спорни сметки. Комисијата ќе утврди причините за сметката, па потоа ќе се одредат начините на плаќање. Ми најавија дека иако ми скинат некој дел од оваа сметка, ќе биде до 30% максимум, што сепак ништо не значи, затоа што јас оваа количина на вода ја немам потрошена. Им го поставих како прашање на госпоѓата на шалтерот и викам, тргнете од вас себе си, викам, колку членови сте, колку вода трошите? Значи е невозможно. Инаку во просек трошиме околу, сметка доаѓала околу 500 денари. Не се единствените кои минатата година завршиле на шалтерите на Водовод со главоболки. Неофицијално, најголемата сметка за водовод во 2013 ја платил скопски бизнисмен за приватна куќа – 500.000 денари, а сметките од 8 или 9.000 се редовни. Кај оние потрошувачи кај кои Водовод не испратил никој со месеци да ги прочитат саатите. Директорот на Водовод се правда. Согласно правилникот на јавното предпријатие,
Водомерите се читаат на секој 3 месеци, значи 4 пати годишно. Се случува и на тоа квартално читање да нема никој дома, да не отвараат, да имаат кучиња во дворовите. Затоа може да се случи подолг период да не биде прочитана состојбата на водомерот. Граѓаните пак обвинуваат дека не е нивна работа, туку на комуналната служба да ги проверува водомерите. Они викаат, може би не е читано со месеци, па сега ти се чита. Апсолутно не сум виновен. Не, јас имам доказ дека, документ дека до 16 се ми е подмирено. До 16 декември. Значи произлегува дека тие 1000 кубици се направени од после 16. Значи за некои 2 недели. Откако ќе се пожалат во водовод, втората станица за поплака е Државниот пазарен инспекторат. 2000 луѓе се жалат по разни основи. На удар секогаш се јавните предпријатија. Секој предмет кај нас што се поднесува е посебна специфика. Така да секој предмет е различен. Инспекторот постапува, кога ќе се поднесе пријавата, излегува на терен и на лице место се проценува дали потрошувачот е во право или не е во право. Лирим и Илир се само дел од оние кои се во исчекување како Комисијата на водовод ќе одлучи по нивните поплаки. Комисијата допрва ќе утврди дали и како се потрошени рекордните 40.000 динари за еден месец. 1,5 километар да пешачиш по 1 кубик вода е тешко, камоли да го потрошиш. Или јас за гориво за колава која што ја возам, па ја ги во цела година не трошам 40.000 за цела година, камоли за вода. Дејан Младеновски од Скопје не ни помислувал дека откако го однел автомобилот на поправка, животот ќе му биде крими акција. Бевме во контакт неколку пати со мајсторот, 10 на 15 дена траеше тоа во почеток, кога он бараше дел и наводно не можеше да најде. Дури се договоривме еднаш да одиме заедно, но кога се појавив таму и беше затворен сервисот, што беше многу интересно. Потоа јас инсистирав да јас ако треба го побарам делот во околината, значи земјиве што се во околина, да може да се најде. Делот го побарав, не можеше да се најде тој дел. Но во меѓувреме дознав и дека возилото може да се вози и во таква состојба. По 2 недели не добил никаков одговор за состојбата на возилото. Се вратив кај мајсторот со делот, со намера да го врати, значи во првобитна состојба возилото, но тогаш настанаа и големите проблеми. Се одложуваше ден за ден, да би на крај се испоставило дека возилото не е воопшто во сервисот. Тој не потпишал никаков договор со мајсторот, само ја оставил колата не помислувајќи дека можеби нема да ја види, па чаре побарал во полиција. Се упатив во полициска станица да пријавам дека возилото ми го нема таму кај што сум го оставил. Во таа станица ми кажа дека не се надлежни за таа територија, ме упатија на друга станица, се јавија телефонски, отидов во друга станица да пријавам исто случај, каде што ми кажа дека дело нема, бидејќи јас сум го оставил возилото доброволно, кај господинот да ми го поправи. Кога заминал во сервисот со полицијата, вештиот мајстор се пожалил дека Дејан не му платил, па ако ја сака колата, ќе мора да се ги подмири долговите. По сугестија на полицијата отидов во пазариште инспекција, каде што поднесов еден поднесок, но еве 2 месеца веќе истечени се, што да ви кажам, уште немам. Па кога бев еднаш да се распрашам, ми рекоа дека делото е дадено на нивни службеник и дека има, значи, процедура ред на чекање и дека е потребно во писмена форма да ми се обратат и тоа беше последното со нив што контактирам. Потрошувачот кој ќе поднесе пријава до Државниот пазарен инспекторат излегува на терен и она во законски рок, согласно Законот за општа управна постапка. Процедурата е законски определена и ја решаваме што е можно во најбрзен можен рок. Најчесто во ваквите ситуации овие мајстори немаат регистрирано фирми, па не може правно и да се заштити муштеријата. Многу често не плаќаат данок на државата, ниту пак некому одговараат, ниту на полицијата, ниту на судот, а многу ретко и на инспекторите.
До сега кога сум носел коли по сервиси, не ми се случило никој да ми даде белешка за возило, дека сум му оставил да ми поправи било што. Или сум бил присутен таму, а ако сум одел и пак сум доаѓал да го земам возилото. Сервисерите кои работат на диво не издаваат фискални сметки, ниту фактури, но на списокот на јавни набавки, кој пронајди имиња на нелиценцирани сервиси кои добиле тендери за поправки и покрај немањето лиценци. По многу перипетии, нервози и пријави, Дејан Младеновски го добил назад автомобилот, но недостасувале многу делови во него. Возилото се беше расипано, дури порасипано него кога го однесов, но бидејќи немам никакви докази за тоа нормално и господинот не сакаше ми даде никаква ни белешка, ни потврда, јас си го земам возилото и заминав. Тој одсега на мајстор ќе оди со двајца сведоци, кои на суд ќе кажат дека навистина добил ветување дека ќе има нов автомобил, дури и ќе го фотографира местото каде треба да има поправка. Доколку пак му го снима автомобилот, сега знае дека треба да повика нотар за увид, агенција за обезбедување и евентуално полиција. Лирим и Илир сега внимаваат и на чешмите и на водомерот. Лично ги проверуваат потрошените кубици, за да не им се случи уште некој изненадување од водовод. Искуствата на овие луѓе се само дел од многуте потрошувачи кои се обидуваат да докажат дека се оштетени, но најчесто се оставени сами на себе, со голема сметка и празни џебови. Кај Народниот правообранител и Воздруженијето на потрошувачи годишно стигнуваат илјадници поплаки. Најмногу се жалат на услугите на електродистрибуцијата, телекомуникацијските услуги, комуналните предпријатија, но и од дуќанџиите. Но дали некој ги слуша нивните барања? Дали им излегува во пресред и дали воопшто некој досега докажал на суд дека е во право? Лоши услуги, големи сметки. Поправен наместо нов производ. Употребливо до 15.1, но и до 15.2. Уплатете до 15 декември добивате 15% попуст на летување. Одговорете на прашањето и станете потенцијален добитник на автомобил. Дали ви се високи сметките за мобилен телефон? Па да ви кажам право, јас припаид користам, 100 во месецо, немам многу јавувања, татко и мајка ми се јавуваат понекогаш, тоа е. Моментално, да. Па и јас и не сам. А задоволни сте од услугите? Задоволни сме, превише. Па не баш, може и подобро се каже. Супер. Сепак тие на некој начин успеват да го крадат муштеријата. Ќе ти пушти пакет демек 2,5 денари поевтино, не знам, ако ќе видиш на крај пак исто иди. Пред неколку години среќа беше да кажеш гледам Супер Бинго и да добиеш награда. Се купуваа лото ливчиња, се играше томбола. Денес наградните игри изгледаат малку поинаку, помодерно. А добитникот е само еден – мобилниот оператор. Имавме навистина по-зголемен број на приговори од таа природа. Агенцијата покрај тоа што редовно излегува на секој тие приговори со инспекцијски надзор и потоа изготвуваме решение со кое што доколку тврдиме дека операторот го прекршил правото на корисникот, го задолжуваме да исправи таа ситуација. Високите сметки, слабиот интернет и несоодветното исклучување и прекин на договорите се најголем дел од поплаките. До АЕК во 2013 година се пристигнати над 2000 представки од граѓаните. Голем дел од потрошувачите кои што има испратено представки се однесува во делот на кабелските оператори, кои што практично кабелскиот оператор се остава простор за одлучување по поднесено писмено барање за откажување на договорот за користење на истата услуга. Си оставаат простор за одлучување во рок од 2 месеци и практично за истите тие 2 месеци потрошувачот се задолжува. Секако дека потрошувачот што од едната страна се искажува дека не постои волја за постоење на таков договор, сметаме дека операторот треба да му дозволи на потрошувачот да таквиот договор се раскина. Изготвивме правилник, ние популарно го викаме правилник за општи услови кои што се нудат до корисниците, меѓутоа има огромно име, го има објавено на нашата веб страна, каде што се задолжуваат сите оператори начинот на раскинување на договорот да го синхронизираат. После него, секој корисник кој што сака да раскине договор мора по писмен пат да достави барање за раскинување на договор на формулар кој што го има посебно одреден операторот. Нашите инспектори имаа постапено по неколку ваков вид на приговори и доколку се утврди дека од страна на операторот не е почитувано правото, тогаш ние доносиме решение со кое што се заштитува правото на корисникот.
Дел од граѓаните се жалат дека малку го користеле својот телефон, но платиле многу. Доколку корисникот добие повисока смета од колку што сметал дека направил разговори или мобилни комуникацијски услуги без разлика на која сметка, значи, тогаш оспорениот дел од сметката, од фактурата не мора да го плати. Се плаќа претплатата и останатиот дел не мора да се плати се до моментот кога ќе биде завршена постапката на похраната со приговорот на корисникот. Мобилниот интернет ги раздрма граѓаните, но и нивните сметки. Многумина од нив забораваат да го исклучат интернетот од 3G мрежата при излез од Македонија. Откако ќе го завршат одморот или патувањето, за еден месец се во шок. Сметките стасуваат и по 500 евра. Го введовме бројот 190 како бесплатен број на кој што секој граѓанин во Република Македонија може да се јави, да добие информации во однос на услугите, во однос на нивните права и во однос на се што е поврзано со нашата работа. А исто така имаме и цел сектор кој што се занимава со заштита на правото на корисниците, кој што може да се побара по писмен пат или по електронски пат од нашата веб страна. Најголема сметка платил еден македонски возач на камион, додека возел низ Европа му се уклучил интернетот кој се имнувал мапи. Возачот не забележал, но кога стасала сметката, не му останувало ништо друго, туку случајот да го пријави во АЕК. Најголем дел од приговорите се однесува на користење на мобилни комуникацијски услуги, посебно голем дел од приговорите беа наменети на мобилниот интернет, на приговори во врска со мобилниот интернет. Ние сме свесни за таа работа и затоа агенцијата во 2013 и сега на почетокот на 2014 презеде поголеми активности покрај инспекцијските надзори, презеде активности кои што превентивно се надеваме дека ќе делуваат врз работата на операторите. Сметките за струја и комунали го празнат џебот на граѓаните. Незадоволни се од услугите на јавните и комуналните предпријатија наспроти цената на услугата. Високи ли ви се сметките? Па високи се нормално. Па знам само дека се високи сега. И ова не е во ред вака што се случува. У септември до септември плаќав 2000 и 1900. У октомври дојде 3900. И во ред така ноември, декември, по таа сума, сега у декември ми дојде 7000, а дрва користи. Па нели бројло си имаме за струја, се мери според него, нели, секој 20 во месецот. Тоа колку ќе се потрошат киловати струја ефтина скапа, се множи по тарифата. Нема можност, нели, за проневера некој начин да се украде или така натаму. Годишно на 2000 поплаки стигнуваат на адресата на Народниот правобранител. Преклани, поплаките на потрошувачите биле на прво место, а лани на второ по судовите. Најголем дел се однесуваат на топлинската енергија, потоа на потрошувачката на електричната енергија, на користење на комуналните услуги, на радиодифузната такса. И последно време, значи, кога зборуваме за топлинската енергија, граѓаните се жалат на тоа дека се исклучуваат, значи, се задолжени да плаќат и дел од станарите што се исклучени веќе од што не ја користат истата услуга. Како и претходните години, така и 2013 година, значи беше најголем број на представки настигнато во овој домен, каде што нели тука се јавните услуги, како што се комунални услуги, со водоснабдувањето, електричната енергија, мобилните оператори, кабелските оператори, така натаму. Организацијата на потрошувачи на Македонија посочува и други злоупотреби на потрошувачите. Голем дел од представки во измената 2013 година се однесува во делот на онлайн услугите, секако дека потрошувачите на ваков начин на тргување има побрз начин и полесен начин на тргување, меѓутоа секако дека имаш одредени представки кои што стигнува во организација на потрошувачи покрај она, нели, да се информираат за нивните права. Имаше ситуации каде практично се повлече онлайн страната, бидејќи производите кои што се нудеа на истата беа сосема различни. На оваа листа и нема крај. Секоја година се зголемува. Имавме ситуации каде што практично туристичките агенции нудеа одреден туристички аранжман, кој што нели доколку до 15 декември го уплатат туристичкиот аранжман, ќе имаат попуст од 15%. Истото не се случи, бидејќи потрошувачите при самото тргнување открија дека на самата страна на оние онлайн страни за рекламирање со попуст, истата беше смалена за 20%. Сепак, најважно е да секој од нас е свесен дека може да се заштити од ваквата ситуација. Но дали граѓаните си ги знаат своите потрошувачки права? Секој си е
капитан на својот брод. Сам бирам, сам тоа што ќе купам, тоа ќе платам. Ја не можам да гарантирам дали е високи квалитет, бирам сам, купувам сам. Не, апсолутно не. Не знам што треба да се прашаат купувачите и некои други луѓе кои се одговорни за тоа. Тука сум изненаден за многу работи. Сега не можете да генерализирате, некои може би да, некои различно. Конси конца, не можам да кажам дека баш комплетно се заштитени правата. Колку чини вашето зимување? А колку броењето на ситни пари при земањето на потрошувачки кредит? Колку бесплатни минути зборување со вашите најблиски ќе искористите е сепак ваш личен избор. Но доколку за тие услуги вие не соодветно наплатено, може да се жалите за прекршување на вашите права како потрошувач. Законска основа постои, исто како што постојат и соодветни институции за тоа. До сега не е покрината ниту една заштита на правата на потрошувачите пред надлежен суд, а представките до надлежните институции се зголемуваат. Кога соседите Срби во декември добија многу високи сметки, веднаш и се пожалија на владата, па ресорната министерка најави дека ќе спроведе истрага во компанијата за електродистрибуција, да провери зошто се зголемени сметките, а граѓаните ги повика на трпение. Кога пак во Бугарија беа незадоволни од испораката на струја и тамошните сметки, избувнаа немири. Кај нас досега не се случи ниту еден поголем протест или граѓанско здружување да заврши со успех или радикални мерки за подобро. Зошто е тоа така? Во Житарици пронајдовме ларви. Каде сега да се обратиме? Во еден маркет во Ѓорче Петров имаше на рафтот цена за томи мајонез 109 денари. На каса ми наплатија 139 денари, а кога се пожалив, ми одговорија дека немале време да ја сменат цената. Во поново време една од најголемите дубари ја направи еден телефонски оператор со пораки за наградна игра. На луѓето кои не ни играле, им дојдоа сметки по 800-900 денари поголеми. Јас не одам на купив чевли, без издадена фискална сметка. Левата чевла е полабава, а фала му на Бога исто ми се развиени и двете нозе. Љубезно отидов да го споделам проблемов, но најдов на дрско однесување. Сметам дека како потрошувачи немаме никакви права, а за рекламирање не сакаат да слушнат. Имав проблем со автомеханичарот Прилеп. Му однесов нова ременица. Требаше само да ја замени, а тој ја замени, ама со стара. Се јавував на 198. Никој не се јавуваше, а автомеханичарот не сакаше да ме слушне, а камоли да го отстрани дефектот кој сам го направи. Ова се само дел од поплаките кои стигнаа во сандачето на мојот Facebook профил, откако ги повикав граѓаните да ми пишат со какви проблеми се соочиле како потрошувачи. И покрај тоа што се пожалиле, никој не им излегол во пресрет. Во Македонија е донесен закон за потрошувачи. Во него е дефинирано кој е потрошувач, кој трговец, а кој дистрибутер. На потрошувачот кој му е продаден производ со недостаток има право да бара отстранување на недостатоците или надомест на трошоците направени за отстранување, намалување на цената на производот, замена на производот со ист тип, раскинување на договорот и враќање на парите, но има право и да пријави до инспекторатот. За да си го оствари правото, купувачот треба да има фискалната сметка, гарантниот лист или други документи од купопродажбата. Многу членови од овој закон се на страната на купувачот, но малкумина од нив знаат дека ги имаат овие права. Маријана Лончар-Велкова е претседател на Сдруженијето на потрошувачи и магистар во оваа област. Минатата година во Сдруженијето пристигнале 2621 поплака. Од овие луѓе ретко кој се решил да покрене тужба на суд. Потрошувачите кога се жалат кај нас ние ги упатуваме, институциите реагираат. Потрошувачите не секогаш се задоволни нормално таа реакција или тие самите погрешиле во својот начин на постапување или институцијата им го решила или делумно им го решила проблемот. Доколку им го решила до одреден дел проблемот, другиот дел мора да се, ако се работи за надомесна штета, тие мора да се ги побараат надоместот на штета по судски пат. Божитните и новогодишните празници ги донесоа и попустите, но дали се тие реални? Не ми се верува. Тоа е само психолошки. Тоа е еден голем трик на трговците. А се уште во Македонија нема прави трговци, да ви кажам. Тоа се тешки политики. Купуваат 2 динара, качуваат цена, па може да не изгуби. Трговецот не може да изгуби. Не знам, вистина.
Не сум сигурен дека се вистински. Па, горе-доле да. Ќе ги накачат, па ги намалуваат. А во Германија да. Вистински или скриени попусти. Големите проценти испишани на излозите се мета за купувачите. Добар начин да ги намамат да влезат. Доколку едниот истакнал 70% дека ги намалува сите производи, а после 5 дена истакнал дека е до 70%, треба да знае што значи тоа 70%. Треба да е едуциран дека тие 70% доколку производот ја намалувал цената од јануари 2013 до декември 2013, не може на целиот период да се земе 70%, туку се пресметува 70% на 30 дена пред објавата на попустот. Квалитетен производ за ефтина цена. Секој купувач што ова го нашол е среќен, но неговата среќа може да трае се додека не стаса на каса. Доаѓаат да платат и едноставно им велат дека не може заради тоа што од денеска не важи тој попуст, знаете. Тоа важеше до сега. А зошто не е смената цената, никој не знае. Може човек да се доведе во непријатна состојба, едноставно да одлучи да го купи производот. Втората финта на трговците се скриените поскапувања. Во последните години плаќаме иста или поскапа цена за производ кој има намалена грамажа. Компаниите заштедуваат, а потрошувачите плаќаат повеќе, добиваат помалку. Од 100 грама одредени грамажи паднаа на 95, од 500 грама на 400 грама, иако некои производители по реагирањата на организација на потрошувачи си ги вратија, значи, грамажите, некои останаа производи со таа грамажа. По интервенција на Сдруженијето на потрошувачите во Словенија, аргетата се врати на старата грамажа, откако потрошувачите реагирале дека производителот по урнекот на многу светски компании ја намалил количината во лименката. Но многу светски брендови тоа не го сторија. Напротив, на дел од производите пишува дека за иста цена добиваат 20% повеќе, но претходно истиот тој производ бил со намалена количина. Она што исто така значајно се повеќе се оди на означување на цените на производите, меѓутоа и на производите кои што ги содржи тој производ. Значи, ако се работи за одредени колачи кои што се наоѓаат во спакувани, тие треба да се знае колку грамажа е на секој колач, нели, внатре во кутијата. Македонија не е во Европската унија, ама не се огледала ниту на соседите, кога е во прашање граѓанска или акција на институциите за заштита на потрошувачот. Во февруари минатата година светот го обиколи снимката од протестите во Бугарија. Граѓаните протестираа незадоволни од услугите на тамошното Евана, извикувајќи ги слоганите мафија и оставка поради аферата тешка неколку милиони евра за нереални сметки за струја. Протестираа и против зголемените 13% на цената и бараа национализирање на Евана. Како резултат на протестите, цената на струјата во Бугарија се намали за 8%, а беа преиспитани илјадници сметки на граѓаните. Пред непол месец се побунија и соседите срби. Добија многу поголеми декемвриски сметки од вообичаените. Ми се греме на теа печи 8-9 хиljada, а добио сам рачун 19.000. Јас сам добио 2.500 веќи рачун за струју него што го обично добиjem. Više od 2 puta sam dobila veći račun sada nego u novembru, a znate da nije bila koja je bila temperatura u decembru. Компанијата за електродистрибуција се правдаше. Računi moraju da se plaćaju. Da li ima problem, to ćemo tek utvrditi. Но тамошната министерка за енергетика Зорана Михајловиќ побара преиспитување на сметките, изработка на нови, попрегледни и контрола на работата на српското електростопанство. Sigurno je da postoje neki problemi i mi očekujemo od EPS snabdevanja da nam prvo kaže gde je nastao problem, jer mi već drugi, treći put kao ministarstvo reagujemo i rešavamo ovakve stvari, da ne pominjemo račune iz jula, avgusta i tako dalje. Сега србите чекаат коригирани сметки, а во иднина секој корисник на електрична енергија ќе добие појасна сметка колку и каде потрошил и по која цена. Кај нас немаше радикални промени или преиспитување на сметки или корекција на цени, иако протести имаше. Кога граѓаните го криваа гласот како потрошувачи, веднаш добиваат обвинување дека се политизирани. Најтешко им е да се справат со јавните, комуналните предпријатија, монополските компании. Ние секогаш им велиме да направат представка, односно жалба до јавното предпријатие кое што ја дава услугата. Меѓутоа, ние не знаеме колку добро функционираат нивните, да речеме, оддели за представки и жалби, кои што комуницираат со потрошувачите и на кој начин ќе биде процесуирано. И додека жалбата на граѓанинот се влече по архивите на инспекторатите и се обидува да докаже правда,
Останува најголемата недоумица да ја плати ли астрономската сметка или да чека истрага. Доколку се работи нели за толку висока сметка и да ве тужат 1/3 од платата ќе ви се одбие, нели не може све да ви земат, заради тоа што постои потреба да тоа семејство преживее. Односно треба да се договорат со јавното претпријатие прво да се испита зошто е толку висока сметката и да се најде солуција на кој начин сметката ќе се плаќа. 1/3 од граѓаните се пожалиле на јавните услуги и исто толку се жалеле на гаранциите за сервисирање. Во мојот инбокс добив интересен допис. Во декември 2012 купивме лаптоп од Нептун, модел Alienware Dell. Плативме 90.000 денари за компјутер со i7 процесор со гаранција од 5 години. По 10 на месеци имаше некои проблеми со камерата и го однесовме во посочениот сервис. Таму ни кажаа дека не можат да не го сервисираат бидејќи за кодот на компјутерот гаранцијата е помината, а процесорот не бил i7, туку i5 со послаба графичка картичка. Бидејќи е помината гаранцијата, очигледно компјутерот не е нов, односно дефинитивно ни е продаден друг и послаб модел. Се обративме во Нептун, но до денеска не најдоа решение. Од Нептун за код одговорија дека е изминат подолг период од купувањето до пријавувањето на недостатокот, што го прави проблемот покомплексен, но не и нерешлив. Исклучена е каква било грешка на Нептун, велат тие, затоа што станувало збор за едно единствено парче од тој модел. Тие веќе превзела и неколку чекори кон решавање на овој проблем. Во однос на гаранцијата велат дека е меѓународна и производителот ја покрива без разлика од каде и да е купен продуктот. Купувачот вака не доби конкретен одговор кога и како ќе му биде решен проблемот. Не е мал бројот и на оние кои се жалат на банкарските услуги, храната, туристичките агенции, занаечиите, но најчесто граѓаните не можат да ја истаираат правдата. Бидејќи се оставени сами на себе, најдобро е да седнат и да го прочитаат законот за потрошувачи, да ги подвлечат сите членови кои ги штитат нивните права, па со законот под рака да одат на купување или да плаќаат сметки. Верувам дека од овој код научивте дека на мајстор се оди со двајца сведоци, автомобилот може да се подигне со нотар и други записничари. Што се однесува до сметките за вода, гледајте си го водомерот секојдневно, да не ви прати водовод некоја интересна честитка. Ви благодариме што и вечерва бевте со нас и се надевам дека законите ќе се применуваат.